Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: битката со коронавирусот за кратко време ја изгубија тројца членови на исто семејство во Тетово. Депонијата Русино кај Гостивар деновиве повторно гори. Новиот пожар стана предмет на политички препукувања. Во Урбан блок 21 во Гостивар се гради фекален колектор и канализација. Денес увид извршија владини представници. Битката со коронавирусот за кратко време ја изгубија тројца членови на исто семејство во Тетово. Иако имале тешка клиничка слика, сепак тие воопшто не побарале лекарска помош, информираат од ковид центарот. Оттаму апелираат граѓаните да се вакцинираат, а доколку добијат позитивен тест на COVID-19, веднаш да се изолираат за да се намали ризикот од ширење на заразата. 36-годишна ќерка и нејзините родители од Тетово починале по компликации од COVID-19 во период од една недела. Тројцата починале во домашни услови и не биле хоспитализирани во болница. Доктор Миранда Паезити од Тетовскиот ковид центар вели дека сите имале коморбидитети. Најмладата 36 годишна жена со коморбидитети, значи била со обеситет, гинеколошки проблеми, колку што имаме информации. Исто така и незините родители биле значи во тешка форма на болести. Едниот пациент починат имал лимфом во терминална фаза, карцином, а другата пациентка била со кардиомиопатија. Значи генетскиот фактор и коморбидитетите се главниот проблем во оваа пандемија. Доктор Паезити вели дека има повеќе случаи на неколкумина заразени во исто семејство, а дополнителен проблем е што дел од пациентите не се јавуваат навреме на лекар, така што развиваат тешка клиничка слика. Повеќето пациенти доаѓаат овде во терминална фаза на болест, значи ги кријат симптомите дома. Лекарите постојано упатуваат апели до граѓаните да бидат одговорни, што подразбира вакцинација и почитување на мерките, а доколку добијат позитивен тест на COVID-19, веднаш да се изолираат. Заболениот треба да се изолира во посебна соба, другите треба да се тестираат и нормално, ако веќе се негативни и ако имат член од семејството дома кој е позитивен, би требало да бидат многу свесни за да не ги заразат другите. Инаку во последните 24 часа во клиничката болница во Тетово починаа двајца пациенти на возраст од 40 и 60 години. 14 лица со ковид биле примени, а 10 мина испишани, така што хоспитализирани се вкупно 108 пациенти, од кои 106 на кислородна поддршка, а 2 на респиратор. Депонијата Русино кај Гостивар деновиве повторно гори. Новиот пожар стана предмет на политички препукувања. Градоначалникот Арбен Таравари изрази сомнеж дека пожарот е подметнат за да се оцрни општинската власт во пресред на локалните избори. Министерот Крешник Бектеши од редовите на ДУИ искоментира дека таквата изјава на градоначалникот е обид да се сврти вниманието од проектите што централната власт ги спроведува во Гостивар. Русино се уште ги мачи гостиварци. Депонијата деновиве повторно гори. Откако на социјалните мрежи се појави видео со нов пожар, се запали и политичката атмосфера. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари изрази сомнеж дека пожарот е подметнат за да се оцрни општинската власт во пресред на локалните избори. Значи, скоро една година ние имаме таму ангажирана приватна компанија за осигурување и во Русино, знаете, кога беа највисоките температури немаше пожар, бидејќи и камери се поставени. Не би посакал да помислам дека некој политички оди и подметнува пожар во Русино. Не би сакал да помислам дека за политички поени го загадуваат воздухот во градот и ги труат нивните сограѓани само да придобијат политички од тоа. Повторно ќе велам, ние ќе продолжиме да превенираме секој пожар кој евентуално се јавува. Немаше пожар 5-6 месеци и се одеднаш, месец и пол пред избори, 4-5 дена поред се подметува пожар.
Неговата изјава ја искоментира министерот за економија Крешник Бектеши од редовите на ДУИ, кој денес беше во посета на Гостивар. Бектеши рече дека тоа е обид на градоначалникот да го сврте вниманието од проектите што централната власт ги спроведува на подрачјето. Во однос на изјавата на господинот Таравари, во делот на тоа дека можеби намерно гори Русино заради политички цели, јас не би го кажал тоа. Не знам зошто ја давал таа изјава токму денешниот ден. Можда намерно тој ги прави тие работи се со цел да преземе внимание на конкретни проекти што се реализираат од централната власт. Ако целта на господинот Таравари да се занимава со политика од централна власт, ја мислам дека на 17 октомври граѓаните на Гостивар ќе покажат што се нивните потреби, кои сака да ги поддржуваат тие и значи ќе поддржат тоа што стварно се занимава со проблематиката секојдневна што ја имат граѓаните на Гостивар. Изминатиот период на Русино, која стана регионална депонија за цел полог, се реализираа итните мерки за санација преку проектот што го финансира швајцарската влада. Формирано е регионално јавно предпријатие, кое се очекува да го преземе менаџирањето со депонијата. Министрите за екологија Насер Нуредини, за надворешни работи Бујар Османи и за економија Крешник Бектеши денес извршија увид во работите за изградба на фекалниот колектор и фекална и атмосферска канализација за урбан блок 21 во Гостивар. Од пред еден месец на локација на излезот од Гостивар покрај патот за Кичево започна изградба на фекален колектор и канализациона мрежа, кои ќе обслужуваат над 2700 жители од урбаниот блок 21. Проектот се реализира со средства од буџетот на Министерството за животна средина и просторно планирање во висина од околу 130 милиони денари. Ресорниот министер Насер Нуредини, заедно со министрите за надворешни работи Бујар Османи и за економија Крешник Бектеши, денес извршија увид во градежните работи. Со овие капитални инвестиции го подигнуваме квалитетот на живење, инвестираме во заштита на животната средина и се грижиме за секој граѓанин, бидејќи секој заслужува достоинствени услови за живот и благосостојба, изјави Нуредини. Денес сме во општина Гостивар заедно со колеги и пратеници, да причистиме овој проектот за канализација во блок 21 во Гостивар. Се инвестираме од буџетот на Министерството за животна средина околу 130 милиони денари во овој проектот, ќе биде за фекални и за атмосферски канализација. Ние како централна власт, како за сите општини, така се грижиме и за општината Гостивар, иако не се раководи од страна на позицијата, а тоа секако го покажуваме со конкретни дела, како што е случајот и денеска. Но не е само единствениот проект, имаме прилика да слушаме за многу проекти, како што е реконструкцијата на болницата во Гостивар, канализации, водоводи, патна инфраструктура и слично. Вкупната должина на фекалниот колектор изнесува околу 4,7 километри, додека канализационата мрежа за блокот околу 2,8 километри. Со проектот е предвидена и изградба на атмосферска канализација во должина од 2,4 километри. Министерот Нуредини информираше дека од годинешниот буџет се обезбедени 6 милиони денари за изградба на канализацијски систем за селата Чајле и Форино и на селбите Млаки и 7 зона, за чиј старт се чека на доставување документација од страна на општина Гостивар. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Јегуновце Димитар Костадиновски на пресконференција упати забелешки за работата на актуелниот градоначалник и Советот на Општина Јегуновце. Градоначалник по заминување и покрај нашиот повик до вас и до советниците од СДСМ и ДУИ да не се стави на дневен ред точката за доделување на бекатон плочки во населените места на општина Јегуновце за време на распишани избори, ја изгласавте одлуката за распределба од програмата за изградба, реконструкција и одржување на општинската патна мрежа за оваа година.
Вие, како градоначалник во заминување, имате последна можност да не ја подпишете одлуката која е спротивна на изборниот законник. Доколку постапите спротивно, ќе следат соодветни поднесоци до сите надлежни институции во државава. Одговорност мора да има. Флексибилност на терен со рокада на попишувачите. Вака премиерот Зоран Заев одговори на новинарско прашање за тоа како ќе се реши ситуацијата со граѓаните кои нема да примаат дома невакцинирани попишувачи. Кога ќе се случат вакви ситуации, може да се направи рокада на попишувачите, за да може флексибилно да излеземе пред се во барањата и очекувањата на граѓаните. Навистина мал е процентот на вакви реакции, затоа што и поголем дел од попишувачите се попишани, а како што гледате, повеќе од 50% граѓани над 40 години се исто така вакцинирани, како што и попишувачите се вакцинирани еден значителен процент. Мислам дека, имајќи во предвид дека пописот се спроведува 20 дена, овој пат е 25 дена, имаме дополнителен бафер и можности за флексибилно поставување, се со конечна цел 100% да ги собереме сите податоци од нашите граѓани. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска при посета на дневен центар за лица со попреченост и за деца со аутизам истакна дека пописот ќе овозможи реална слика за потребите од нови вакви центри. Целта на посетата беше за да видиме колкава е користа од отварањето на вакви дневни центри. Меѓутоа, за да може како Министерство за труд и социјална политика, за да може и локалната самоуправа како партнери, за да можат и невладините организации да бидат вклучени во имплементација на социјалните услуги во заедницата, нас ни се неопходни вистинските бројки. Од тука, пописот како статистичка операција која што започнува на 5 септември многу е значаен за нас како Министерство за труд и социјална политика. Нас ни е потребно да го знаеме бројот на лица кои што имаат потреба од отварање на вакви центри, каде се наоѓаат територијално во државата, колкава е нивната возраст, колку лиценцирани даватели на вакви услуги имаме и колку се потребни финансиски средства да се проектираат во буџетот на Министерството за труд и социјална политика заради испорачување на овие услуги во заедницата. Пронајдена марихуана кај 2 лица, спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата во и надвор од населено место. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на СВР Тетова. Вчера полициски службеници на СВР Тетова во рамките на редовните контролни активности на лица со решенија за изолација, издадени од Државен санитарен и здравствен инспекторат, утврдиле дека 2 лица од тетовското село Челопек и едно лице од Гостиварско Дебреше, иако имале решенија за изолација и домашно лекување, не ги почитувале решенијата и не се наоѓале во нивните домови. Против 3 лица ќе бидат изготвени соодветни поднесоци за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. Вчера околу 12 часот во блок 82 во Тетова, полициски службеници на СВР Тетова лишиле од слобода 20-годишникот Тетова и 21-годишникот Тетовско Бозовце, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. Се расчистува и документира случајот и на двајцата ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 17 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетова лишиле од слобода 27-годишен тетовец, кој во семејниот дом околу 15 часот физички ги нападнал неговите родители, а оштетил еден прозорец. Тој е задржан во полициската станица Тетова за натамошна постапка пошто ќе му биде изготвен поднесок. Вчера вечер во 21 часот и 20 минути 59-годишникот Гостиварска Горна Бањица во СВР Тетова пријавил дека околу 19 часот и 40 минути во дворот од семејната куќа, каде престојувал со неговиот син, физички биле нападнати од 3 лица, нивни роднини, а поради нерасчистени имотно-правни односи се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 15 часот и 20 минути во полициската станица Гостивар било пријавено дека на улица 101 во Гостивар се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило со скопски регистарски ознаки, управувано од 68-годишникот Гостивар и мопед со скопски регистарски ознаки, управуван од 24-годишникот Гостивар. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил малолетен сопатник на мопедот, а со телесни повреди се здобил возачот на мопедот, констатирани во ургентниот центар во Гостивар. Извршен бил увид на местото на настанот од увидна екипа од полициската станица Гостивар.
Вчера во 10 часот и 20 минути во СВР Тетово било пријавено дека на булевар Маршал Титов во Тетово патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 35-годишникот Тетово, удрило во велосипед управуван од 65-годишникот Тетово. Во незгодата, велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во клиничката болница Тетово. Извршен бил увид од екипа на СВР Тетово. Вчера од 8 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е уште една од континуираните акцијски контроли за брзина, во која биле откриени и санкционирани 32 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 22 пречекорувања во Тетово и 10 во Гостивар, од кои едно за над 70 км на час, а 6 за над 50 км на час. Покрај ова, санкционирани се и 5 пречекорувања на брзината во населено место, најмногу за 30 до 50 км на час. При контролата биле констатирани вкупно 50 други видови сообраќајни прекршоци, 38 во Тетово и 12 во Гостивар. Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.